Струга е еден мал град кој се наоѓа токму на северниот брег на Охридското езеро. Но иако изгледа мало, сепак во него се крие нешто многу свето и големо. Проследете го заедно со мене во овој документарен филм кој се посветува токму на сите свети празнувања во Струга. Свети Ѓорѓе представува соборната градска црква, изградена на темелите на една многу постара црква која датира од 16 век. Содржи фрески од крајот на 19 век, но вистинското богатство се крие во иконите од 13 до 19 век. Меѓу нив е иконата на Свети Ѓорѓи, насликана во 1267 година. Уште со самиот почеток на новото Господово лето, заедно со свештенството и верниот народ, се започнуваат богообразните црковни празнувања во градот Струга. Од светото богојавление со славното Христово воскресение, па се до еордијата со моштите на светиот маченик Свети Ѓорѓи, заедно со монарството, свештенството и верниот народ. Христијанството во Струга. Христос се роди, навистина се роди. Во новото Господово лето, како за прв голем празник, се смета рождеството Христово. После Христовото раѓање, на 19 јануари по новиот, а на 6 јануари по стариот календар, во Струга се празнува најголемиот христијански празник Богојавление. Поврзаноста на празниците е воочлива во самата содржина на богослужбените песни. Во
стиховите на празникот Рождество Христово наоѓаме мисли и изрази кои се однесуваат на празникот Богојавление, а во Богојавленската служба изрази кои се однесуваат на Рождеството. Се оправдува со фактот дека во почетокот на 6 јануари, по стариот календар, се славил еден колективен празник именуван Богојавление, кој соединувал повеќе настани од Христовиот живот на земјата. Односно се празнувало општото Божјо јавување на земјата. Подоцна, кога од празникот на 6 јануари се издвоиле останатите спомени, главниот спомен кој останал да се празнува на овој ден било крштенијето на Господ Исус Христос на реката Јордан. И обновата на Светиот Дух, кого изобилно го излеа на нас преку Христа, нашиот Спасител, да оправдани со Неговата благодат да станеме по надеж, наследници на вечниот живот. Дека милоста Негова е вечна, нека рече сега домот Аронов дека он е добар, дека милоста Негова е вечна, нека кажа сега сите кои се бојат од Господа, дека он е добар, дека милоста Негова е вечна. Господ Исус Христос навршил 30 години од своето телесно раѓање, тој започнал својата учителска и спасителна дејност. И самиот почеток тој го означил со крштевањето во Јордан. Свети Кирил Ерусалимски рекол: почетокот на светот е водата, почетокот на Евангелието е Јордан. При крштевањето на Господа во водата, на светот било објавена тајната што се навестувала во Стариот Завет, за која во Стариот Мисир и во Индија само се раскажувало. Тоест тајната за Божествената Света Троица, Отецот се јавил во чувството на слухот, Духот се јавил во чувството на видот, а Синот се јавил во чувството на допирот. Отецот го кажал своето сведочење за Синот
Синот се крстил во водата на Светиот Дух и Светиот Дух во вид на гулаб лебдел над водата. А кога Свети Јован Крстител посведочил и рекол: еве го јагнето Божјо кој ги зеде гревовите на светот врз самиот себе, и кога тој го потопил и го крстил Господа во Јордан, со тоа се покажала и Христовата мисија во светот и патот на нашето спасение. Имено ги зел врз себе гревовите на родот човечки и поднив умрел, потопувањето и оживеел, излегувањето од водата. И ние мора да умреме како стари и гревовни, и да оживееме како чистени, обновени и преродени. Ова е Спасителот и ова е патот на спасението. Празникот Богојавление на грчки Теофанија уште се нарекува и просвештение. Случајот на Јордан не просветува и ни го покажува Бога како едносушна и неразделна Троица. Тоа е едно. И второ, секој од нас со крштевањето во водата се просветува со тоа што постанува посинет од Отецот на светлината, според заслугата на Синот и со силата на Светиот Дух. Така значи Пресвета Троица учествуваше во создавањето на човекот. И ете, сега повторно Пресвета Троица учествува во неговото пресоздавање. И тоа покажува една голема благословска тајна. Дека единствено човекот, кој е создаден според образот Христов, може да биде просветеник и поклоник на Пресвета Троица. Зато и црквата овој ден го нарекува и празник на пресоздавањето на човекот, почеток на негово обожување. Тропарот на светото Богојавление се пее на водици, кога се фрла Светиот Крст. А тоа е во Јордание крештајушто си ја Тебе, Господи, што значи кога во Јордан се крштеваше Господи, се јави поклонувањето на Света Троица, гласот на родителот сведочеше за Тебе, нарекувајќи Те свој возљубен син, и Духот во вид на гулаб го објавуваше потврдувањето на тие зборови. Христе Боже кој се јави и светот го просвети, слава Ти. Зошто се во овој свет? Покажал дека човекот со тело земја, но со душа од Бога. Тоа е наука Христова за луѓето и не само тоа, он ја објавил и осветлил вичноста на човекот во сета вечност. И телото и душата се создадени за живот вечен. Човекот е создаден во овој свет за се здобие со живот вечен. Тој се постигнува преку Господа Исуса Христа, кој победи смртта со своето воскресение. Тоа е нашиот пат кој води кон Царството Небесно или во вечна погибел јад. Па со тоа секој крстен човек е должен, кога е облечен во Господа Исуса Христа, да живее според Евангелието Негово. Неговиот живот да го потврдува со правење на добри дела, како што правил Он, да биде милостив, како што бил Христос, да биде праведен како Христос. Некој ќе рече, не, јас не можам, но вистина ние не можеме да правиме се што правил Господ Христос, сили кои што ни се потребни за живот вечен, а тој започнува тука, но завршува во другиот свет. Секој од нас како христијанин има задача за себе да се осигура вечен живот, живеејќи честен, вистински христијански живот. Затоа да не престануваме да го прославуваме. Водици се празнува 2 дена. Заради важноста на празникот Свето Богојавление, црквата установила еднодневен пост во денот пред празникот.
Во денот пред празникот и на самиот празник, во спомен на тоа дека Господ со своето крштение ја осветил водата, се извршува чин на големо осветување на водата. Голем водосвет. Денес традиционално во Македонија во речиси сите населени места, свештениците го фрлаат ритуалниот крст во некоја поголема вода, река, езеро или базен, а луѓето скокаат во водата и се обидуваат да го фатат крстот. Се смета дека на тој ден сите води се крстени и исто така оној што ќе го најде крстот ќе биде среќен во текот на следната година. Овој ритуал го символизира влегувањето на Христос во реката Јордан. Сепак радоста на празникот Богојавление е токму во верата дека се може одново да се измие, очисти, обнови и повторно да се роди. А тоа се случува во мигот кога ние суштински ќе се доближиме до празникот и ќе сватиме дека очистувајќи се повторно, ќе ја привлечеме благодатта Божја во нашиот живот. Колку и да сме извалкани, помрачени и со своите гревови оддалечени од Бога, сепак во нас не згаснала надежта и жетта за доброто, совршеното и убавото. Возлюблена од јас и наименујам, и дух виде го обиња, известуваше словесе утврждение, јавлеся Христе Боже, и мир просвещај, слава Тебе. О Јордане крштају Струсја Тебе, Господи, Троическое јавися поклонение, родителе погласвидетелство ваше, и мир просвещај, слава Тебе. О Јордане крштају Струсја Тебе, Господи, Троическое јавися поклонение, Троическое јавися поклонение, родителе погласвидетелство ваше Тебе. Возлюблена од јас и наименујам, и дух виде го обиња, известуваше словесе утврждение, јавлеся Христе Боже, и мир просвещај, слава Тебе. О Јордане крштају Струсја Тебе, Господи, Троическое јавися поклонение, Што саке да те даруват. Општина на град Струга е Томче и Стефан Колар и ние.
Великден или Воскресение е најголем христијански празник со кој се одбележува денот кога Исус Христос воскреснал од мртвите. Великден го празнуваме 3 дена. Неговиот датум се менува секоја година, но тој мора да биде во недела. Великден се слави првата недела по полна месечина во пролетната рамноденица. Великден е секогаш меѓу 22 март и 25 април. Петокот пред Великден се смета за најтежен ден во христијанството, бидејќи тој ден Исус Христос бил осуден и распнат на Голгота во Ерусалим. Осуден дека проповеда учење за кое тогаш се тврдело дека е во спротивност со верските принципи и законите на јудаизмот. Гледајќи што прават војниците и народот со него, тој рекол: "Татко, прости им, бидејќи тие не знаат што прават." На вечерната богослужба во нашите храмови се изнесува плаштеница. Платно на кое е прикажано полагањето на телото на Исус во гробот, кој верниците го бакнуваат се до Великден. А жените плачејќи, Господу дојдоа да го помогнат со мирот и кајќи: "Ова сабота е благословена, зашто во неа Христос заспан по 3 дена ќе воскресне. Оно што држи се на крст се вознесе и се плаче, не дајќи го како виси на дрвото. Сонцето с раците своји ги скри, звездите ја загубија светлината, а земјата со голем страх се затресе и морето побегна. И камењата се распадна, многу гробови се отворија и тела на свети луѓе стана, адот долу стенка, а јудеите се советуваат да го затаат Христовото воскресение. Жените пак викаат: "Ова сабота е најблагословена, зашто во неа Христос заспан по 3 дена ќе воскресне." Плаштеницата се постила на посебно украсена маса, што го символизира каменот на кој телото на Исус било подготвено за полагање во гробот. Заедно со Евангелието, религиска книга која го опишува животот и учењето на Исус Христос. На Велики петок сите постат, па дури и тие кои инаку не постеле преку целиот великденски пост. Тие кои постеле цел пост или макар една недела, на Велики петок постат строг пост. На тој ден не се служи литургија во црква, освен ако се благовести. На Велики петок не се пее, не се весели. Тој е ден на тага и општа тишина. Ни детски плач не смее да го наруши. Дури ни мртви не се закопувале на овој ден, да не се нарушува земјата во која лежи Исус. Oh,
Што всушност представува великденското јајце? Тоа не представува еден символ на живот, тоест го символизира воскреснувањето на Исус Христос. Јајцата се вапцаат на Велики четврток или Велики петок, најчесто во црвена боја која ја символизира крвта на Исус. Првото обоено јајце се смета за чувар на куќата и на него се припишува посебна важност. Како што вели името, првото јајце се смета за заштитник на домот и се чува се до наредниот Великден. Да се удостоиме за слушање на Светото Евангелие, Господа Бога го молиме. Господи, помилуј, Господи. Премудрост, просторно и слушаме Светото Евангелие, мир носите. И духови Твоему. Ки се читава Светото Евангелие според Марко. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме во на време што мина саботата, Марија Магдалина, Марија Јакова и Саломија купија мириси за да дојдат да го помазат Исуса. И во првиот ден од седмицата дојде на гробот многу рано, кога изгреваше сонцето, па си говореа помеѓу себе, кој ќе ни го... На Велики четврток се вапцуваат првите 3 јајца. Првото јајце е посветено на Бога, второто на домаќинот на куќата и третото е за бериќат и среќа. Тогаш не смее да се вапсува други јајца. Порано се бојадисувале само црвени јајца, а се верува дека овој обичај потекнува од Марија Магдалена, која според Библијата однела јајца обоени во црвена боја пред тогашниот римски цар Тиберий, кога се дознало дека Христос воскреснал. А тој им рече, не бојте се, вие го барате Исуса, Назарецот, распнатиот. Он воскресна, не овде, еве го местото каде што го положија. Но одете и кажете им на учениците негови и на Петра дека он пред вас ќе отидем во Галилеја, таму ќе го видите како што и беше рекол. Па што ми излегоам, побегна од гробот, зашто ги опфати страв и ужас, и никому ништо не рекоа, бидејќи се плаше ја. Слава Тебе, Господи.
на светото. На Велики петок е строгиот пост. Правилниот пост е само да не се пијат течности, поточно вода, чај и така натаму. На тој ден Исус бил распнат. Христијаните во тоа време постеле од жалост. Бидејќи јадењето представувало задоволство, тие сметале дека не треба да јадат. Иако Велики петок е најтажниот ден за сите христијани, Великден веднаш по Божиќ се смета за најрадосен христијански празник. На Велика сабота Исус веќе бил умрел. Тогаш навечер се оди во црква и околу полноќ се кружи околу црквата, а потоа, додека камбаните бијат, се кршат вапсаните јајца. А пак во неделата се мрси. На тој ден Исус воскреснал. На ден Великден, Великденскиот понеделник и вторник, кој се по него, православните христијани во светот се поздравуваат со поздравот Христос воскресна, на кој се одговара со вистина воскресна. Тој поздрав трае се до Спасовден, тоест до Христовото вознесение, кој паѓа 40 денови по Великден. Да се патиме кон оној кој што и самиот живот на Христа, кон Христов животот давезот. Возлюбени сорадосници во Христа воскреснатиот, радоста која што извира од тајната на Христовото воскресение и која што е сите ние како христијани, ја сведочиме повеќе од 2000 лета и неизмерно. Но ова нескажлива преславна радост не треба да биде минливо чувство кое што ќе обземе само овие празнични дни и денови, туку напротив треба да ни постане начин на живење и на постоење. Впрочем, и само до христијанство е вера на радоста. Ако не постои радост, тогаш не постои ни вистинско христијанство. Ако немаме радост во нас, помеѓу нас, тогаш не сме ни вистински христијани, ни вистински учесници во Христовото воскресение, ниту пак вистински следбеници на Христа. Возлюбени чеда во Господа, тајната на Христовото воскресение најмногу се открива во дарот на простувањето. Тоа можно ли е вистински да опразнуваме Великден, празникот на празниците, ако не простуваме и ако не бараме да ни простат? Можно ли е да водиме христијански живот, да се нарекуваме христијани кога нашите срца се вгнездени зло памтливоста од мазлољубовоста? Или пак ако нашите души се всадени гневот и лутината? Тоа е невозможно. Да се живее вистински христијански живот, живот според Евангелието, значи се постани обновен човек во Христа и да се човек кој по патот на боголюбието, човеколюбието, по патот на кој што води кон Царството небесно. Возлюбени чеда на мајката Македонска црква, доколку се обзрниме во нашето историско раздобје, ќе го очиме огромни подеми падоми како на црковен, така и на национален план. Впрочем, македонскиот народ со Божја помош и подкрепа успевал и се уште успева да устојствено да ги извојува сите битки и да им одолее на сите непријателски настроенија, исполнети со лукави намери, со зли цели, и при тоа со крената глава да продолжиме по патот кон Бога, кон изворот на добрините и на правдата. Затоа што е можно побрзо да се осветиме, да се обединиме како народ, молитвено да претекнеме кон Бога, кон закрилата на нашата најсвета автокефална Охридска и Македонска црква, кон светот Климен Охридски, да со примерот на нашите предци да се избориме со сите неприлики со кои што катодневно се соочуваме. Но се тоа ќе постигнеме само ако си ги зацврстиме единството, слогата, сплотеноста, односно само ако трајно ги надминеме внатрешните разногласија, меѓусебните поделби и несогласувања. Еден од најрадосните и најубавите обичаи за Великден е токму тоа, токму кршењето со јајца. Тогаш настанува веселба и надпреврчие јајце е најсилно, што представува радост за децата. На Великден прво се јадат јајца, па потоа другото јадење. Кога ќе осамне денот на Христовото воскресение, од сите цркви долго звонат сите звона, јавувајќи го доаѓањето на најголемиот христијански празник. Тие кои постеле цел Великденски пост или барем една недела, се причествуваат на крајот на литургијата. Христос воскресе, на вистина
воскресе. Христос воскресе из мертвых, и литанија доаѓаат од старогрчкиот глагол кој значи молам, просам, преколнувам, кој пак потекнува од именката молба, прозба и молитва, што го означува дејствот на сеопштото народно молење, на благодарност кон Бога или пак за Божја интервенција, за прекин на некој зло, како пример епидемија, суша, земјотрес, пожар или слично. Според ова, во црковниот јазик, литија, односно литанија, е чинодејствието при кое со молитви и песни
преку учество на свештенството и народот се извршува една свештена поворка, на словенски наречена ход. Односно тоа е една процесија, како што се нарекува во латинскиот црковен обред, од едно свето место, што е најчесто храм, до едно друго место за призив на Божјата помош во време на катастрофи или пак за оддавање почит на некој светител. Геофри Ламп, наведувајќи многу примери, појаснува дека литанијата е ход кој се вршил по разни случаи, додека пак литанија, според старото значење, е самата молитва која се чита во текот на литаниите. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, драги браќа и сестри, Христос воскресна. Еве денеска се собравме да го прославиме светиот великомаченик Георги Победоносец. Нашиот Спасител, Господ Исус Христос, ја започнува својата евангелска проповед со зборовите: покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. Тоа е најверојатно и најкратката проповед што некогаш се слушнала. Проповедувајќи му на народот за доаѓањето на Месијата, светиот Јовел Крстител исто така ја започнал својата проповед. Речеме сите од сета душа и од сета наша помисла, да речеме: Господи помилуј, Господи се вржително Боже на нашите татовци, и се намочуј да ги помилуј. Господи си, Господи, научи ја оправданием Твоим. Упокој ги Боже Твоите чеда и постави ги каде што се хоровите на Твоите свети, Господи, и праведниците светат како светила, починатите Твои чеда упокој ги. И едното Божество викајќи: Свет си Отче безпочетен, Сине со безпочетен и Божествени душе, осветли не нас кои со вера Ти служиме. Сија, Пасха радостију, друг друга умиле, о, Пасха избавление скорби, криво изгробан днес, јако чертогава сија Христос, жени радости, исполни глаголја, проповедите апостол.
Некои учители и отци на црквата учеле дека суштината на Евангелието се содржи во овие два збора. Покајте се. А што значат овие два збора во текстот на арамејскиот јазик, на кој било и самото Евангелие по Матеј напишано? Овие зборови значат променете ја насоката, бидејќи сте оделе по погрешен пат во вашиот живот. Сменете ја насоката и тргнете по правиот пат. Во преводот на грчки јазик е наведено изменете се. Променете го на подобро вашето однесување, мислење, а воедно и вашето чувствување. Зборот револуција во превод на наш јазик значи пресврт, побуна и револт против еден општествен, економски или културен поредок. Покајанието е побуна и револуција против сопственото однесување, владење и начин на живот. Тоа е всушност најзначајна револуција и најрадикална промена во животот на луѓето, бидејќи од однесувањето на поединците во најголема мера зависи и однесувањето на целокупното човечко општество. Торжествата кои се уште го следат сенародното празненство на Воскресението Христово, со особено ликување ги радуваат срцата на христијаните, не само од земјава, туку и од подалеку. Така и оваа година, традиционалната струшка еордија, која веќе прерасна во еден сенароден настан, која собира огромно множество на верници, восхитувајќи ги и сплутувајќи ги во еден дух и во една мисла, му оддава почит, благодарност и на големите светињи, моштите на светиот Георги Победоносец од манастирот во Рајчица.
Паше. Неговата древна чудотворна икона, како и крнинскиот образ на Мајката Божја, како ниједна година досега, десетици илјади луѓе стоја на улиците во Струга, на тротоарите и плоштадите, следејќи ја раскошната литија, составена од Христовите свештенослужители, монасите, псалтите, бегорската мијачка гарда, знаменоносците, градскиот дувачки оркестар на градот Скопје и младите облечени во народни носии. А за возврат на тоа пак сите добиваа обилен благослов од Мајката Божја и од победоносецот, кој ги озаруваа нивните срца со вишен благослов. Ансамбл Македонија.